Битола е град со голема историја, со многу сведоштва зад себе и некои го нарекуваат, нели, град на конзулите, град на пијаната, меѓутоа Битола е град и на адвокатите. Адвокатската заедница од Битола го одбележа 16 декември, денот на битолската адвокатура. На овој ден во 1976 година, Општинската адвокатска организација од Битола добила правен легитимитет, односно била најрано формално правно организирање на адвокатите од Битола. 18 основоположници беа едногласни дека целта на основањето е зачувување и промоција на угледот и достоинството на адвокатската професија во Битола. Она што е значајно е дека на денешниот ден се присетуваме на големите успеси и традицијата на адвокатите од нашиот град и овој регион во изминатиот период, од една страна, а од друга страна даваме едно ветување дека и оваа генерација на адвокати ќе продолжи по нивниот пат, во уверување дека адвокатурата како најубава професија на светот и понатаму ќе продолжи да биде секогаш во заштита на човековите слободи и права и во заштита и правна помош на оние кои им е неопходна. Битола во последниот период, а и наназад децении, знае да се закити со епитетите град на клавирите, град на конзулите, но Битола е град и на адвокатите. Долгата традиција на адвокатурата во Битола е само еден поттик и причина и понатаму со голема заинтересираност и ентузијазам да работат и новите адвокатски генерации во градот. Покрај активните адвокати, на одбележувањето присуствуваа и битолските адвокати кои го завршуваат својот професионален век. Ние се повлекуваме и понатака ќе помагаме, ќе пренесуваме нашето искуство на нашите помлади колеги, се со една и единствена цел – заштита на основните човекови права, загарантирани со меѓународните конвенции, Уставот на Република Македонија и позитивни законски прописи, со цел владење на правото и правна држава. На вчерашното одбележување присуствуваа гости од збратимената адвокатска комора од Крагуевац, Србија, со што и понатаму продолжува успешната соработка помеѓу овие две адвокатски заедници. Со овој прилог пред малку ја најавивме темата на која што ќе разговараме со мојот гостин. Станува збор за лице кое што потекнува од лоза на адвокати, едни од основачите, да речам, на адвокатурата во Битола, претседател е на адвокатската заедница во Битола. Никола Главинче е мој гостин. Добре дојде. Добро е, најдов. Фала ви на поканата. Ќе започнам со она што реков, лоза на адвокати. Значи, многу во твоето семејство има адвокати. Кажи ми, што беше пресудно за и ти да ја продолжиш таа адвокатска лоза? Па, индивидуален пристап е тоа, може би некоја предодреденост генетска, али пред се љубов кон правото и правичноста. Бидејќи со самото запишување на правен факултет, секој се определува да на некој начин работи и го промовира правото како вредност. А по дипломирањето јас остана во Скопје скоро 3 години, односно 4 академски години бев ангажиран како демонстратор на правниот факултет на катедрата по кривично право. Видов дека науката дава некои можности кои што и во нашето општество се признати и нуди перспективи кои што на некој начин овозможуваат еден општ напредок на општеството како колектив, меѓутоа и во едукација на студентите и на оние кои ќе пристапат кон тие правни студии. Од друга страна, бев на некој начин под притисок и под интерес на она што се случува во Битола, во градот во кој што, нели, градот со кој што сите сме на некој начин емотивно поврзани, и индивидуално самиот донесов одлука да се вратам на адвокатурата, да ја продолжам на некој начин традицијата која што била започната од дедо ми, а продолжена од татко ми, и да влезам од науката во практиката. Мислам дека не погрешив, бидејќи практиката нуди многу поразлични искуства и конкретно практицирање на правото, преку постапување или помагање или давање на правни совети во конкретни правни ситуации и случаи и помош на граѓаните. За разлика од науката која има повисоки вредности на, како што реков, општествено ниво, адвокатурата е директно врзана со контактите со граѓаните, а тоа ми е посебен предизвик и може би природата на личноста да има интензивни контакти и да помага на оние на кои им е потребна таа правна помош, биле пресудни да се определаме овака комотно да се вратам во Битола. Велам комотно заради тоа што состојбите во адвокатурата се многу поразлични од тоа што биле претходно или од тоа што нам ни е кажувано од претходните генерации. Пред се обемот на работа, на платата на трошоците, целокупната ситуација и така, меѓутоа од друга страна бе во некоја предност бидејќи влегов во канцеларија која што веќе работеше. Мислам дека има
и сега ситуации, поволни ситуации за отпочнување на адвокатска дејност, подобри од оние кога ја започнав тој пред 4 години, заради тоа што веќе се нудат определени субвенции за отпочнување на собствена адвокатска канцеларија, придонес за отварање на таа канцеларија, ослободување од некои давачки, односно придонеси за пензионското и инвалидско осигурување, за стажот и така натаму, што се разбира има позитивен ефект во однос на бројот на адвокати. И во тој поглед, самиот тој амбиент на семејни контакти, разговори и слушање, да речем на некој начин на разговори поврзани со правото, индиректно влијае и врз мене да својот работен и професионален век, барем за сега, го посветам на адвокатурата, а мислам дека нема причина да ја менувам како професија. Ќе се навратам на оние почетоци на адвокатурата во Битола, да речам, можеби пред 40-50 години, ако не и повеќе, кога во Битола броја 14 адвокати како дел од првото правно формирање, нели, зачетоците на адвокатурата. Каква е состојбата денеска? Имаме ли млади адвокати од твојот ранг, така да се изразам, кои што ве го избрале правото, или се уште се подпираме на оние добро познати од претходно адвокати? Најдобра е комбинацијата на искуството и младост. Мислам дека адвокатурата, нашата средина е традиционална позната како средина која што дава добри правници, не само адвокати, туку и суди, јавни обвинители, кои својот професионален век го завршиле во Битола или надвор од Битола, некои во Скопје, некои надвор од Македонија во поранешната Југославија. Меѓутоа, денес од 153 адвокати, колку што се во моментот запишани во адвокатскиот именик, доминираат адвокатите, да речем, генерацијски или возрастно до 40 години, кои ги би ги квалификувале како млади адвокати. Посебно во последните 5 години е зголемен бројот на адвокати, млади адвокати до 30 години, кои што веднаш по дипломирањето и магистрањето на правните факултети се определиле и ја избрале адвокатската професија како своја животна определба. Тоа зборува дека интересот за адвокатурата е голем во Битола и дека доаѓа нова генерација на млади адвокати со стремеж да ги достигне и евентуално да ги надмине принципите, кога велам принципите, мислам на етичкото, совесно, професионално, стручно постапување и однесување на своите претходници. Инаку историски гледано, почнувајќи од Хераклеја Линкестис, нели, па до денес имаме некакви контакти или поврзаности со правната фела или со правдата и правичноста првично. После во тој период на, да речем, среден век, кога не можеме да зборуваме за конкретни показатели на адвокатурата, па се до Првата, Втората светска војна, предходно Турското царство, значи постојат адвокати кои што оставиле белек на овие простори. И неслучајно Битола е избрана како седиште на апелационен суд, седиште на висше јавно обвинителство, нели предходно 3, а сега од 4 такви подрачја и нашиот град е еден центар кој што уште од тоа турско време влечи корени во правото. Ако имате добри суди, ќе имате и добри адвокати. Адвокатите секогаш се со предизвик да се надпреваруваат со проблемите на правосудството, а во тој поглед и да го убедуваат судот и оние кои учествуваат во постапката во својата теза. Така што односите меѓу тие три професии, да кажем, главни три правни професии во таа правна пирамида, тоа е судот, адвокатурата и јавното обвинителство, секогаш на овие простори биле причина да на некој начин сите се вклучат со целата своја енергија во исполнување на своите професионални задачи. И во контекст на вашето прашање за интересот на младите адвокати, неспорно е дека голем дел од младите луѓе, студенти на правните факултети кои што потекнуваат од Битола, остануваат во Скопје, својата професионална кариера продолжуваат во определени адвокатски друштва, канцелари во Скопје, веројатно од причини што таму практиката е многу поинтензивна, односите се многу поинтензивни, а и целокупната централизирана политика која се води да се насочи во еден центар е причина за таквата одлука. Меѓутоа радува тоа што за разлика од претходно, кога голем број на правници кои што останале без работен однос, како резултат на затворање на предпријатијата, работните организации и слично, адвокатурата избрали пред се од екзистенцијални причини. Денес голем дел од адвокатите адвокатурата ја бираат од причина на своја животна и професионална определба. Што викаме по битолски, со желба и со кеф да работат во адвокатурата.
И во тој поглед тоа е една позитивна промена или позитивна Финансиите промена. во овој случај доаѓаат нели во втор план кога станува збор за адвокати. Ке те запрашам, влезе како што кажа сам пред 4 години во веќе отворена и разработена канцеларија, каде што до неодамна, ако не се лажам, можеби 6 до 7 години беа кога твојот дедо ја напушти адвокатурата. Да. Нели го заврши својот работен век, презедовте понатаму ти и твојот татко. Меѓутоа, кога ќе се појавеа во канцеларија клиенти, кој беше избран пред се, повозрасниот или помладиот, заради оној впечаток дека возрастните лица се секогаш помудри, или можеби и тебе ти се доделуваа случаи кои што требаш да ги решаваш? Па ние сме уште средина која што клиентите ги одбираат адвокатите, не адвокатските канцеларии или адвокатските фирми. Има тренд на проширување на адвокатските канцеларии и некои во формирање на адвокатски друштва. Меѓутоа, знаете, луѓето кои што имаат некаков проблем или кои имаат некаков интерес доаѓаат и бараат конкретна личност. Се уште немаме навика да одиме во адвокатска фирма и да кажеме ево таа фирма сакам да ме застапува. Не, викаме сакаме да ме застапува тој адвокат. Ние сме на некој начин природно поделени. Мојата специализација професионална на факултет, а и сега бидејќи сум на трет циклус на студии, е во кривичното право, што не значи дека не можам и не успевам да се снајдам и во другата област, тоа е граѓанското и трговското, бидејќи приликите се такви да целосна специализација скоро и да не е можна. Меѓутоа, секој близок до генерациите, можеби, или до препораката, или до оно што го слушнал и оно што го сака, се определува за адвокатот кој го сака. Ние, без разлика на определбата на клиентите, не само во нашата канцеларија, туку и во сите други каде што има 20 или повеќе адвокати, меѓусебно се координираме и во секој случај консултираме за секое правно прашање, посебно за оние кои се покомплицирани, а нормално консултираме вешти лица и стручни лица од определената област, така што изборот природно е да биде близок до генерациите, до годините. Дополнително го споменавме и финансискиот дел кога станува нели за поем за адвокатурата. Знаеме дека во никој случај може клиентот да биде губитник, меѓутоа не и адвокатот, бидејќи го добил спорот или не го добил, тој врши наплата на својата услуга, на застапувањето нели на клиентот. Денеска се наоѓаме во едни турбулентни времиња кога имаме економска криза, имаме политичка криза, имаме генерално чудна слика на целокупниот систем институционално и секако. Дали таа криза се манифестира врз адвокатурата? Дали има проблем при наплатата кога станува збор од клиентите и дали е исплатливо денеска да се биде адвокат? Па мислам дека сега овде има три прашања, три во едно. Прво, мислам дека адвокатите и општо правниците, како и лекарите, не смеат финансиската страна да ја стават пред останатата страна, тоа е страната на помош на клиентот, односно странката која бара. Бидејќи секој кој доаѓа на лекар и кај адвокат, генерално доаѓа заради тоа што има некаков проблем. А тој проблем понатаму може да наруши и да предизвика други проблеми. Тоа е еден домино ефект. И финансиската страна секогаш треба на еден етички изграден адвокат да биде второ прашање. Меѓутоа, општеството ни е такво да секогаш финансиите се Првото гледаат. прашање треба да биде да му се укажи за своите права, да се има една улога на едукација. Ако ништо друго, да се информира дека постои можност за бесплатна правна помош, за определена поддршка која што и самата држава ја нуди, а тоа е користењето на адвокат по службена должност, да речеме во кривичната постапка, или користењето на правна помош доколку е во прашање нешто од надлежноста на народниот правобранител и слично, така што тоа треба да биде прв, вака да речем, постулат во работата на адвокатот. Во однос на вториот сегмент за состојбите, дали тие се одразуваат на адвокатурата, тоа е неспорно дека целокупната општествена ситуација има своја рефлексија и врз правосудството. А кога велам правосудството, мислам и на адвокатурата. Ево една анализа, ако направиме денес, например, на информативните овие содржини кои ги имате сите медиуми, ќе видите дека од 100% време, сигурно 20% се посветува на судството. Кога велам на судството, мислам и на судот, и на обвинителството, и на адвокатурата, и на тие правни односи кои се испреплетуваат. Меѓутоа, адвокатот, како и секој друг кој дава определена услуга,
Нормално е дека мора да го наплати она што го исполнил или што го остварил. Ние се уште функционираме со намалена свест во однос на улогата на адвокатот. Адвокатот не продава производ, па да е тоа конкретно опипливо и да рече еве го купив тоа и го платив толку. Адвокатот помага во решавање на проблемите. И тоа решавање на проблемите не бара само стручно знаење, туку бара и храброст, бара и време, бара и однос. Значи, еден адвокат треба да има сериозно чувство или висока вредност за правна логика, правна аргументација и правна реторика. Без тие три сегменти, адвокатот не може да исполни својата функција онака како што треба. А зошто викам храброст? Заради тоа што адвокатот многу често се спротивставува дури на неправдата која што ја вршат државните институции. Тука мислам на полиција, на обвинителство, на суд, на едноставно на сите оние кои што на некој начин во нашето општество се уште се перцепираат како столб или како врв од тој општествен систем. Знаете, треба навистина една личност, изградена личност, која што ќе може да оди со аргументи, нормално, професионално, совесно, стручно, како кажав, и да им укаже на оние кои го донесуваат законот или оние кои се задолжени да го применуваат, дека во конкретен случај го прекршуваат. Коректори на општеството. И за тоа е потребно, така да речем, сериозна правна логика, аргументација и реторика. Кривично право сте, да речем, професионалец во вашето дело, во вашата професија. Кажете ми, сте бранели ли некогаш убиец и дали можеби сте изгубиле случај кој што ве разочара? Да, сум бранел, судот го осуди, ако сметам дека не го извршил делото. Еден постар предмет кој што е повторена постапката, многу интересен предмет кој што заслужува, да речем, внимание, на некој начин и литературно. А предмети кои што не разочарали има, ние секојдневно се сочуваме со разочарување во однос на... Никогаш ли тоа не ве вратило малку назад? Па не, знаете како, нашата работа е долга. Ние не завршуваме со едно судење. Значи, по првостепената пресуда одиме на второстепена постапка пред апелациониот суд, многу често и пред Врховниот суд, се почесто и пред Европскиот суд за човекови права. Има предмети каде што правото се исполнило, а правдата не се исполнила. Бидејќи правото и правдата се различни. Патот до правдата викаме дека е правото. И сега, колку таа правда полесно ќе се постигне како резултат на работата во правото, толку поголема е сатисфакцијата. Има ситуации кога, морам да кажам, тоа не е ништо неетички и тајно, има ситуации кога некој кој бил сторител на нешто, кога и ние сме убедени дека бил сторител на некој кривично дело, како резултат на определени грешки во постапката од другата страна, да речеме од јавното обвинителство, завршил без казна, односно со ослободителна пресуда. Така што ево и тука имаме право, а немаме правда. Немаме правда за оној кој бил оштетен. Меѓутоа, тоа е предизвик. Нашата цел, многу пати не прашуваат некои, ака да кажем, случајни минувачи, граѓани или луѓе кои што се во некој контакт со правото, па како можете да браните и да застапувате некој кој што знаете дека го сторил тоа злодело? Функцијата на адвокатот не е да го оправди да каже дека не го сторил, туку да овозможи една правична постапка, согласно сите законски услови, согласно правата кои му се гарантирани по устав, по закон и по меѓународни конвенции, за оној кој го сторил тоа кривично дело, посебно денес кога имаме институт признание на вина, или го признава делото, да му се овозможи една правична постапка и правична казна. Бидејќи секое дело има некаков повод, некаква причина. И тоа треба да биде истакнато како елемент кој што во определена ситуација е олеснителен факт, во определена ситуација е отежителен факт. Така што секој кој што влегува во судот, јас сум убеден во тоа дека секој кој влегува во судот, кога мислам во судот, мислам во судската постапка, не во административниот дел, е потребно да биде подучен, односно информиран за своите права од стручно лице, а тоа по уставот е адвокатот. Сакали или не, вие сте во правниот свет и секојдневно мора да ги следите оние новини кои што доаѓаат, во смисла да се пратат рокови, каде имам можност да обжалам, за колку време треба да обжалам, па до која институција повисоко додам, каде треба да застанам. Колку тоа влијае на вашиот приватен живот, бидејќи ова изгледа дека 24/7 вие сте адвокат. Па адвокатурата не е професија, туку тоа е начин на живот. Точно е дека 24 сати сме адвокати. Не го кажувам ова за некој да не се жалува, бидејќи тоа е личен избор на секој. Меѓутоа факт е дека адвокатот е сервис на граѓанинот.
И во секое време се случувало во 2 во 3 часот пополноќ некој да е приведен во полиција, па адвокатот да добие повик и да оди да го брани или да му даде некаква правна помош. Така што адвокатурата бара жртва, а тоа се одразува на приватниот живот. Голем број од адвокатите статистички имаат здравствени проблеми со срце, со притисок и така. Тоа веќе е утврдено, да речем, во некои анализи кои што ги прават од научен аспект. И во овие светски, да речем, информации или магазини или информативни некои содржини се наведува дека една од најстресните професии адвокатурата. Меѓутоа со добра организација, со совесно постапување може да се воспостави ред. А и од друга страна може би е добро да адвокатот биде свесен и да речи толку можем овој месец да постигнам и толку ќе бидам ангажиран. На секој предмет треба да му се посвети доволно и на некој начин целосно внимание. Нема мали и големи предмети. Секој кој што доаѓа кај адвокатот смета дека неговиот предмет е најбитен. И тој не знае дека адвокатот има уште 10, 20, 30 во тој месец или во тој период на кој што исто така треба да работи. Затоа адвокатот со посветена работа и со квалитетна правна услуга може да остави печаток позитивен кај странката доколку сериозно и целосно се посвети на неговиот предмет. Таквото време и простор на секој предмет бара жртва и тоа се одразува и врз приватниот и врз целокупниот духовен живот на адвокатот, али постојат и други механизми да тоа се дополнува. Да. Ја имаме адвокатската заедница во Битола која што активно работи, активно функционира, соработувате меѓу себе како колеги, не се гледате секогаш како конкуренција. Меѓутоа, наша во Битолска има и меѓународна соработка кога станува збор за побратимување. Неодамна ни се вративте со повелби, со признанија, благодарници. Спор два околу тој настан. Па, од 2005 година адвокатската заедница Битола е збратимена со адвокатската комора на Крагуевац. Во Србија има адвокатски комори, 7 адвокатски комори, кои што имаат посебен субјективитет како правни лица, нешто што беше кај нас до 1991 година. Ние сме адвокатски заедници, една адвокатска комора, меѓутоа преку адвокатската комора имаме подпишано протокол за соработка и збратимување. Традиционално од тогаш па се до денес воспоставуваме контакти. Ние за 16 јуни, тоа е денот на Свети Јустин филозоф, адвокатската слава во Крагуевац, одиме на посета и се дружиме неколку дена, разговараме, разменуваме мислење и искуство врска со правото и сите прашања кои што се од заеднички интерес, а тие на 16 декември, денот на адвокатурата на Битола, доаѓаат во возвратна посета. Меѓутоа, освен тие, да речем, официјални контакти, во последниот период толку многу се интензивира контактите и соработката меѓу адвокатите да се воспостави и пријателски односи, индивидуално, приватно меѓу адвокати и адвокатски приправници и други правници од двата града и таа соработка која се интензивира продолжува во еден братски однос и затоа сме и збратимени. На последниот период, значи претходниот месец, ние бевме на 28 февруари во Крагуевац по повод 155 години од адвокатурата во Србија. Тоа е ден на адвокатурата во Србија и со одлука на адвокатската комора на Крагуевац на 6 адвокати од Битола му се доделени повелби за интензивирање на меѓусебната соработка, меѓутоа и повелби за совесно, стручно и етичко постапување во адвокатурата. Тоа се адвокатите Васил Ѓоргиев, Слободан Димитров, кој е адвокат во пензија, Александар Танчевски, Васко Талевски и Васко Стојков. И јас како председател на адвокатската заедница, но и на конзулот на Република Србија во Битола, господинот Силјан Мицевски. Беше тоа една пријатна свеченост во присуство на сите адвокати од Крагуевац, председателот на комората Звонко Марковиќ ни ги додели тие повелби. Ние сме први адвокати кои од Македонија добиваат такви високи признанија во Србија и во Крагуевац и веројатно тоа е причината за големиот интерес кој се пробуди во нашата средина по нашето враќање. Има и голем број на други адвокати кои ги заслужуваат тие признанија и веројатно во некои следни прилики, бидејќи тоа е често врзано со одбележување на определени јубилеи, ево како што сега е 155 години од адвокатурата на Србија и други ќе ги добијат тие повелби, бидејќи на вистина голем број од адвокатите во Битола биле во Крагуевац, помогнале во таа соработка, а и мислам дека тоа е еден добар позитивен пример кој
треба да го следат и другите професии. Не може би со Крагуевац, меѓутоа и со другите градови, посебно со градовите со кои што и нашиот град е збратимен. Например, во Србија Крагуевачката гимназија е позната гимназија на ниво на Србија, значи на ниво на држава, како што и Битолската гимназија е позната на ниво на Македонија, и ние сега сме во некои идеи и планови да помогнеме во збратимување на Битолската со Крагуевачката гимназија. Ќе речам, Србија и Македонија во претходниот систем беа едно исто. Навидум проблемите, функционирањето, развојот на државите како независни е некаде сличен, да речем. Меѓутоа, каква е моменталната состојба таму во однос кај нас? Уживаат ли поголеми права адвокатите таму, или можеби и тие се соочуваат со секојдневие кога станува збор, следење на оние европски теркови во правосудството, внесување на нови елементи, припазување на тие конвенции, резолуции, како оди? Да. Мислам дека нашето општество, нашиот правосуден систем многу побрзо ги има инкорпорирано тие европски вредности или тие европски промени глобално. Тоа е воведувањето на нотаријатот, на извршителите и новиот концепт на Законот за кривична постапка, акузаторната постапка. Тоа ние го воведовме побрзо од нив, временски. Сега веќе пред неколку години кај нив отпочна со работа нотарите кои се викаат јавни бележници. Од пред месец дена нотарите се единствено властени да ги заверуваат, да вршат заверки на документи, полномошна договори кои што претходно ги правеа во судовите. Така што тие допарва ќе се соочуваат со тие проблеми или со неизвестности во однос на примената на патот кој ние го изодевме. Меѓутоа адвокатурата таму се уште живее на, да кажем, некои потрадиционални вредности кои беа тука присутни до тие 90-ти години. Мислам дека има поголема организација на адвокатурата, веројатно заради тој децентрализиран пристап. Реков дека се 7 комори, организирани во поголемите градови, како што е во Крагуевац, кои што индивидуално одлучуваат за своите проблеми и ги решаваат своите проблеми. Многу е полесно ако имате вие правен легитимитет, дури тие адвокатски комори вршат и прием на адвокати. Прием и донесуваат решение за престанок на адвокатската дејност. Водат дисциплински постапки за адвокатите, имаат систем за бесплатна правна помош, имаат контрола на почитувањето на адвокатската тарифа и на стручното вршење на адвокатурата од своите колеги. Сето тоа кај нас е насочено кон адвокатската комора на Македонија со седиште во Скопје, која што во рамки на своите можности нормално се труди и цели кон тоа да постигне резултати, но имајќи во предвид големината и бројот на адвокати и фактот дека во скоро секој град и не скоро туку во секој град има адвокати, тоа потешко се остварува. Посебно што голем број од тие адвокатски заедници како нашата на некој начин имаат многу мала активност и потребно е заживување, интензивирање на работата и активностите на тие адвокатски заедници, бидејќи преку адвокатските заедници адвокатите ќе го артикулираат своето мислење на едно национално или по широко ниво. Ќе ја начнам темата околу новиот закон кој што се донесува. Имаше обвинување во јавноста дека со овој закон законски им се доделува работа на адвокатите, а во повластена состојба се ставаат нотарите. Кажи ми твое мислење во однос на тоа. Јас не мислам дека се ставаат во повластена или во понеповолна положба едните и другите. Факт е дека нотарите нотаријатот како концепт е глобален систем, глобален фактор кој што има своја улога. Адвокатурата, за подсетување, во член 53 од Уставот е предвидена како самостојна и независна јавна служба. Тоа значи дека адвокатурата е единствена правна професија во Уставот на нашата држава која што е предвидена како професија која што дава правна услуга и правна помош. Ако консултирате некој од постарите генерации, ќе видите дека имале навика за секој правен проблем прво да одат кај адвокат, па после на суд. Тие односи се променија од воведувањето на нотаријатот. И голем број на граѓаните сите своји правни прашања ги решаваа кај нотарите. Па се случува и злоупотреби кои биле или не биле санкционирани во смисла на подготвување на акти кои не е законски да се прават или купување на акти по различни киосци, фотокопирници, туристички агенции кои што не даваат правна сигурност. Никој не гарантира за квалитетот и за правната форма, но и правната суштина на тој акт.
Не се воведува вештачко зголемување на адвокатската на предметот на адвокатурата. Тоа е природна работа на адвокатот. Адвокатот нема работа само да оди во судот и да застапува или да брани. Адвокатот има и функција да подготвува правни акти, да дава правни совети, да сочинува договори, да става печат на тие договори, бидејќи адвокатот со својот печат гарантира на содржината на тој договор. И доколку се случи да тој договор има определен проблем, да е несоодветно направен, да предизвика понатаму некаква штета врз странките, како резултат на нестручно и несовесно постапување на адвокатот како професија која што е осигурена од одговорност и финансиски импликации има врз таквата евентуална грешка. Тоа не е случај кај сите оние кои индиректно се занимаваат со надриписарство, ова што викам киоси, агенции. Потребата на присуството на адвокатот кај нотар, посебно во оставинските постапки и при составување на договори со над 10.000 евра вредност, само ја гарантира правната сигурност на граѓаните. И тоа е во прилог на самите граѓани. Во однос на трошоците кои што често се ставаат како проблем, мислам дека не треба да биде прашање кое што заслужува големо внимание или дебата, особено што например, за вредност на, ево да кажем, 80.000 евра, еден стан или некоја недвижност да купите, вие треба да платите 5.000 денари за состав на тој договор. Не може некој да ме убеди дека некој кој има 80.000 евра да купи стан, нема 5.000 денари да плати договор. Значи, има некаква пропорционалност. За оние кои што имаат предмет или побарувања до 10.000 денари за платен налог или за тужба или за нотарски платен налог, наградата за адвокатот е 1.300 денари. Тоа значи дека пропорционално на тежината или на вредноста на определен предмет изнесува и адвокатската тарифа и адвокатската награда. И во последниот период е коригирана таа адвокатска тарифа во однос на договорите кои што предизвика вака јавен интерес, посебно кај нотарите и кај стопанскиот сектор, така што прилагодена е на вредностите на секој предмет. Малку лично ќе се обратам, ме интересира нешто што не ми е јасно кога станува збор за тој стопански дел. Знаеме дека порано големите компании имаа своји правници во фирмите. Правникот имаше право да застапува во суд случај или едноставно имаше право да подготвува предмет кој што ќе го предаде на адвокат за да се спроведе судско рочиште. Каде е сега нивната положба? Вака, правниците со положен правосуден испит, има разлика меѓу тоа е... Затоа побарав Да, објаснување. тоа е, да речем, врата за влез во правораздавањето, правосудниот испит. Правниците кои имаат положено правосуден испит и кои се вработени во правните лица во фирмите, имаат можности понатаму да застапуваат пред суд. Но, правниците кои се без правосуден испит, ја имаат токму таа улога. Да се грижат за работењето на фирмата, генерално за решенија за воспоставување на работен однос, престанок, годишни одмори, договори, акти, поврзани со фирмата, но не и надвор од фирмата во судот. И често пати таквите организации ангажирале адвокати кои ги застапувале на суд. Денес има многу мал број на фирми и на големи компании кои вработуваат правници. Има кои што имаат по еден или двајца, но не како што порано имало по 15 или по 20 во големите генерално производствени капацитети, иако оние кои се останати нели имаат, но од економски причини се повеќе е присутен трендот на ангажирање на адвокати, бидејќи така е поисплатливо за компаниите. Поисплатливо е една компанија да склучи договор со адвокат и да определува или да издвојува определен месечен надомест за извршување на адвокатската услуга, отколку да вработува правник кој што ќе биде врзан исклучиво во компанијата, ќе има фиксно работно време, нели ќе има простор, ќе троши ресурси, ќе плаќа придонес за пензиско здравствено осигурување за стаж и така натаму, и сето тоа ќе го поврзи тој правник со работата токму во фирмата. Ќе го специализира исклучиво за тие интерни прашања. А адвокатот, посебно ако е заинтересиран или ако тој фах, таа област за секоја компанија различно му е негов предмет на работа, навистина многу побрзо, поедноставно и поефикасно ќе му пружа правна услуга. И тоа е се почест тренд и во нашата средина, иако состојбите во стопанството се такви да не е голем бројот на компании кои секојдневно или често користат услуги на правници. Но ќе дојде време
Може би не скоро, може би не за 10, може би за 20, за 50 години, кога и секое домаќинство, секое семејство ќе има адвокат. Па нели тоа е тренд на запад? Да, едноставно како што имате матичен лекар, вие ќе треба да имате и матичен адвокат. И јас тоа вака го јавно многу пати промовирам, би требало да се воспостави систем. Некој символичен надомест. Не знам, нека е 1 евро или 2 евра во месецот, оној кој сака да има адвокат. Вие кога ќе одите да склучите договор, дали со комунално предпријатие, дали со, не знам, телефонските оператори, дали со стамбен сервис или стамбена зграда каде што живеете, да со тој надомест вие да извршите на консултација со адвокатот. Пред да подпишете. Оти кога вие ќе подпишете, после многу помали се вашите права. Вие сте се согласиле со тоа. И најчесто споровите настануваат по подпишување на договорот кога ќе се јави недоразбирање меѓу двете страни. И во тој поглед потребно е скоро секој да има можност и да има прилика да ангажира свој адвокат. Така и било порано. Кога имало 14 адвокати, како што викате во тоа време, и тоа е така во 76-та, 74-та година, многу по-често се јавале граѓаните кај адвокатите. Да прашат, да се консултираат, да побараат правно мислење. Значи, таа навика се губи. Оние основни вредности се изместени. Јас сум високо образована личност, се знам, немам потреба од адвоката. На времето народот беше помалку образован, се викаше чека јас да прашам, да се осигурам во нештата. Да, така. Никола, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Се надевам дека ќе имаме повторно прилика да седнеме, да разговараме, да разработиме некои новини да пласираме и секако да ни дојдете со уште награди, поголем број на повелби и слично. Благодарам. Јас моето гостување го сваќам како гостување на или како представник на адвокатите, со оглед на тоа дека нашата професија, како што кажав, е јавна и во секој поглед секој адвокат има можност да го изнеси своето мислење, посебно на вакви теми кои што мислам дека го предизвика и вниманието на вашите гледачи и се надевам дека ќе продолжиме соработката. Благодарам. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму.